Добро вечер, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина, последно за оваа работна недела и вечерва во студиото за сите актуелни теми ќе дебатираат господинот Ѓорги Мисајловски, добро вечер. Добро вечер. И господинот Маријан Ѓорчев, добро вечер и за вас. И двајцата сте поранешни амбасадори. Имаме актуелни теми на кои што ќе зборуваме, нели, секако заслужуваат да се споменат и да се продискутира околу нив. Меѓутоа, она што е најактуелно и некако ќе речам повторно се реактуализира во јавноста, тоа се евроинтеграциите, односно деблокада на европскиот пат на Македонија. Во исто време пак се заострува реториката меѓу Скопје и Софија, а се најавува и креативна дипломатија за надминување на спорот. За сите овие прашања ќе продискутираме во текот на оваа емисија. Меѓутоа, аве да започнеме со онаа порака која што денеска ја испрати премиерот Мицкоски од Будимпешта. Вели, Македонија, иако мала, никогаш не се откажала од својот идентитет, а некои со лажни наративи сака да го избрише. На кого мисли и како ќе ја прокоментирате оваа изјава, ќе проследиме понатаму во емисијата. Меѓутоа, еве да споменам уште нешто. Пред оваа изјава, вчера премиерот Мицкоски јасно укажа дека нема да се помисти ниту милиметар од неговите досегашни позиции, се додека не види македонски представник во Комитетот за малцинства во Бугарија. Како ги толкувате таквите изјави и дали токму ова ја носи она заострена реторика помеѓу двете држави? Ќе започнам со вас, господине Ѓорчев, со оглед на тоа што бевте долги години амбасадор во Софија. Благодарам, Ивана. Значи, од моја ъгол на гледање, Македонија после долг период на време завзема правилна позиција во однос на она што представуваат во насочниот македонско-бугарски канал, затоа што во геополитиката и воопшто во добрососедските односи, бидејќи тука е географија и политика, мора да си ги признаете, да признаете каде нашата држава во нешто сгрешила. Очигледно е дека договорот за пријателство, добрососедство и соработка, потпишан на 1 август 2018 година, е договорот кој што произлегува и уште произлегуваат многобројни тешкоти за македонската политика. Од тука актуелната влада, посебно премиерот Мицкоски, со неговото застанува на здрава почва и се потпира на она волшебна кованица, владење на правото, на европскиот аки комунитар, кога вели, кога ни порачува и од парламентот и она сега последната изјава, дека треба да се баре решение во делот на она што представува носење резолуција во Европскиот парламент, каде што мнозинство на претендиците може да донесува резолуција со кој што ќе се признае многовековниот македонски идентитет, кој што реално како македонизам, нели, како културолошка димензија, кој што постои како културолошки амалгам на ово населенично населува и простор, македонски простор, и се разбира во делот на она што представува согласност на сите европратеници или мнозинството на европратеници дека тоа е така. Од тука ќе произлезе позицијата на тоа можеби од бугарска страна да биде толкувано како наша иницијатива, која што еве го читав денеска Георги Георгиев што кажува. Иначе тоа беше момче кое што е навистина еден редок интелигентен политичар, беше председател на младината на ГЕРБ кога јас бев во Софија. Во парламентот го каже тоа. Да, во парламентот. Тој е човек кој што нормално ги кажува бугарските позиции, не треба да очекуваме дека Бугарија тоа ќе го прими со би рекол, како да кажам, задоволство, него тие ќе прават се што треба да прават со нивните пријатели, други европратеници, да ја обструират, да не се изгласа таа резолуција. Но тоа е нивно, не се разбира, легитимно право така да мислат. Наше како македонци, како македонска влада, јас го поздравувам подегот на македонската влада, да се предложи таа резолуција од европските челници, да се донесе таа резолуција и потоа на база на таа резолуција со помош на имавме во 2012 година обид од македонската влада тогашна да отвориме диалог на високо ниво со Штефан Фуле. Сега после таа резолуција да го отвориме тој диалог со големите европски великодостојници, Урсула фон дер Лајен, со Антонио Кошта, со големите европски политички лидери, тоа се во момент Мерц, Мелони, Макрон, и каде што можеме двете земји, едната членка на ЕУ, другата кандидат членка, да ги отворат прашањата со добри мисли, со добри намери за добрососедство и соработка. И потоа може да дојде
на наше последно барање, да имаме договорот да го на некој начин избалансираме, оти сега е нерационален, неравноправен, вие што кажавте, да можеме да во смисла на кого се однесува тоа, да се укаже дека тој договор подпишан на 1 август 2017 година допринесе многу тешкоти, тоа е тој наратив, и сега треба да донесеме една равноправност со тоа што Бугарија да се согласи, ако пледираат ние да ги усвоиме уставните измени, Бугарија да се согласи да ги признае како врвен аксиом на владење на правото пресудите на Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург. Ако тоа го направи, и со тоа ќе значи регистрација на граѓанската организација Омо или Линден Пирин, која што по својот статут е усогласена со Европската конвенција за национални малцинства, усогласена како бугарски граѓани со македонска етничка самосвест, јас го говорам тоа одговорно, едно беше Омо и Линден, кој што имаше во својот статут проблеми, но овој Омо и Линден Пирин е комплетно граѓанска организација и тогаш ќе можеме да имаме представници како што имаат турците. Тој комитет за малцинство. Да, тој е формиран 2004 година, да споменам, во договори Бугарија да стане членка на Европската унија, полноправна членка, каде што при Министерскиот совет, тоа е нивната влада, по еден представник од тие заедници, турската, ромската, ерменската заедница, и така и наш представник на бугарските граѓани со македонско етничка самосвест. Тоа така треба секојаш да се зборува, затоа што во нивниот устав во член 36 и 54 така стои за небугарите по род и оние кои што не говорат бугарски јазик да бидат присутни на некој начин. Тоа ќе значи и квалификација на наши луѓе од Омо и Линден, како што вино житото Павле Филипов Скопул се представник во комитетот за малцински народи во Страсбург, да биде и представник од Омо и Линден Пирин во Страсбург, тоа ќе значи и европска верификација на македонско национално прашање. Значи, прво признавање на македонското малцинство во Бугарија, потоа нели и приклучување на представникот таа македонска заедница во овој бугарски комитет за малцинства, меѓутоа ќе го прифатили тоа Бугарија според вас и еве како ги коментирате последните така ќе ги наречам потези кои што доаѓаат од нашата влада, односно еве пораките кои што ги споменав претходно, а кои што ги упатува првиот човек на владата. Пред се благодарам што разговарам со господинот Маријан Ѓорчев, мој колега по професија, политичар познат, со кого можам да вистина да размениме мислења. А јас во оваа прилика би кажал дека ова што го кажа господин Ѓорчев во целост ја прифаќам таа теза, меѓутоа јас сакам да зборувам малце од дипломатски аспект на целата таа работа. Ова се факти, непобитливи факти, така е, тука немам што да кажам. Исклучиво можеме треба да кажеме дека постои тој комитет за малцинства, бидејќи слушав дека фактички он не постоел, он де факто не функционира, али постои. Да, и составот се знае кој е, нема македонец, али за тоа ќе кажем покасно. Сега овај дел кој би више економски, во смисла и на таа флексибилна креативна дипломатија. Договорот со Бугарија фактички е за нас штетен договор. Од тој штетен договор произлегуваат сите овени до разбирање. Од тој штетен договор произлегуваат тие протоколи кои не треба да се напишат таква да се состават. Нашата креативност требаше тамо да биде. Во тие преговори да се подпише тој договор за добро соседство, а ние изврзаме, бидејќи на некој начин сакаме да удоволиме на бугарската страна во тоа време, они има проблеми да се докаже дека се они држава која шири на Балканот добро соседство и требаше таков договор. И ние веројатно не водеме сметка што ќе биде во тој договор напишано. Ние сами си направиме на некој начин проблеми со тој договор. Не беше, по мене не беше добро напишан и не беше добро концептуиран. Добро, но како да се надмине сега штетава или како да се дојде до некакво подобро решение? За подобро решение штетата како може да се надмине? Овие решенија кои сега се прават од наша страна не се креативни решенија, бидејќи бугарската дипломатија не сака креативни решенија. Они се закопани во ров. Они од тука не се мрдат. Никакво креативно решение, ни трети протокол да помага. Они се стојат на тоа и како база зборуваат дека нивните партнери во Европска унија немаат намера да се померат ни тие во односот на тоа барањето промена на уставот, па потоа започнување преговори за
лез во Европска унија. Сега оно што би сакал да го кажем као дипломатска настан кој не е видлив јавно кај нас, тоа е спрегата помеѓу Атина и Софија. Јас пред неколку години пишав дека се тоа споени садови. Сега се чувствува големо влијание во Атина и влијание врз бугарската дипломатија и по званични канали и по незванични канали да се сопре везот на Македонија во Европска унија. Ако грците само викаат дека сме ние за проширување, почнувајќи од 2003 година на Солунската агенда, до сега тоа е само формално, во ствари суштина тие работат за нарушување на македонското национално ткиво, во што и помага и помагаше нашиот поранешен министар за надворешни работи Бујар Османи. Во тоа разнебитување на македонското национално ткиво. Значи Софија и Бугарија, Софија и Атина и денеска разговарат на тоа, они се плашат од нашето членство во Европска унија. Бидејќи тоа сметат дека во тоа случај кога ние ќе бидеме членка на Европска унија, ние ќе ги потегнеме многу прашања кои нема да им бидат од нивна корист. На друг начин, они се плашат за својата историја. Ќе бидат обезличени ако се исполнат сите наши услови. И идентитет, и јазик, и култура. Дали тоа значи дека за секогаш ќе имаме пречка на патот кон Европската унија, бидејќи ако велите дека постои таква спрега и дека долго време ќе биде тоа. Ќе продолжат овие блокади, има ли излез од и друго една блокада за која ние малку размислуваме. Кога ќе се завршат договорите, кога треба да се потпише европскиот договор, така се вика, на крај за влегување, тогаш се поставува прашање под кое име ќе се користи. Бугарите и тогаш може да кажат не зашто македонски, па тоа сме ние, бугарски јазик, они се само една. Ако ја он признат, ali он ќе каже тоа е варијанта на нашиот јазик и тука може да ни прави. Член 35 општите одредби за и тоа може да ни прави. Така, значи Грција е на страна на Бугарија 100%. Ние забораваме и за длабоките врски кои ги има дипломатијата бугарска, која морам да кажам дека е подобра од нашата дипломатија. Професионално. Јас сум имал прилика да се разговарам со бугарски дипломати во Европа. Они се обучени професионално. Сите тие кои убеа комунизмот више не се тамо одавно. И сега се тоа нови луѓе донесени од институти и образовани на странски универзитети. Тоа е несомнено. Тоа е така. Да, тоа е така. Да. И тоа значи дека ние ќе треба да ја подобруваме нашата дипломатија или како ќе се надминува? Како ќе се решаваат сите овие работи? Зборови и велите некреативна дипломатија. Тогаш што е решение? Креацијата требаше да биде при потпишувањето. Преспо е исто штетен договор. Веќе подпишано и договорот и двата протоколи. Што понатаму? Оно што тотално нејасно. Нашите министри за надворешни работи до сега изјавува нашиот тим работи на тоа и тоа. Никогаш не кажа кој е тој тим. Тој тим треба да биде од експерти, па и странски експерти. А ние тука ја изгубиме, ние направиме таков договор, со бугарите посебно, а со грците ние се зацементираме дефинитивно. Сега, дали може да се раскине тие договори? Гледано краткорочно, не може. Гледано долгорочно, ќе зависи од тоа како ќе се одвијат нашиот процес кон Европска унија. Ако овака стагнираме како сега, со вето, а тие од Бугарија, а тоа вето може да дојде на крај и од Грција. Тоа не може да се исклучи таа правда. Они се плашат едноставно да влеземе ние во Европска унија. Сега околу нашите изјави, ја би ги советувал малку тука да вода сметка малку и за дипломатскиот речник. Сепак да се ублажи тоа, да се каже тоа што кажете, што е тачно, али со една мека варијанта. Овака изеда... Сметате дека се заострува реториката меѓу Бугарија и Македонија? Малку делува како да кажем, остра варијанта е таа, со мека варијанта може да се каже. Да се учиме оно што кажуваат европските званичници кои овде оваа година беше наезда од нив, што не е за помене добар знак. Тако и така беше референдумот за името. Ова е притисок, очигледен притисок.
Али изјавите, сите се кои беа овде, од Кошта, Калас, Кос, сите беа, изјавите им беа така направени, фактички на исто се сведува, али со друг помек дипломатски вокабулар. Тоа е единствена замерка, иначе имаат право со така да дискутираат, тоа Маријан го објасни убаво зошто е тоа така и сега не чека од тие креативни решенија можеме ние да предлагаме, меѓутоа бугарите, например, креативно решение што предлагаше председателка Австрија да биде посредник на некој начин. Се заборава дека Австрија веќе не е атрактивна држава во која доваѓа порано сите спорови ги решава во Австрија, бидејќи беше неутрална држава. Сега Австрија веќе не е неутрална држава. Сега треба да се бара држава која е неутрална, вистина да не може да влијае членка на Европска унија. Бугарија е членка на Европска унија. Зашто Австрија треба да се размислува на таа тема? Тоа не е актуелно и бугарите тоа нема да го прифатат. Која држава би била најповолна во таков случај, бидејќи еве имаше еден таков предлог од премиерот на Унгарија Орбан, па и тоа не беше прифатено? Па не знам дали решение со Орбан најсреќно решение со оглед на неговата позиција во Европска унија. Добро, ајде околу реториката, бидејќи еве господинот Мисајловски рече дека смета дека треба да биде малку помека реториката. Вие рековте дека конечно македонските власти се на оние позиции на кои што требало да бидат и рековте дека овие чекори ги оправдувате. Треба ли според вас да биде помека реториката и ќе влијае ли тоа на евентуалните разговори, на седнување на маса, на изнаоѓање на решение и доколку не креативна дипломатија, еве како што вели Мисајловски, тогаш каде е решение? Значи, од мојего нагледање се разбира дека дипломатијата како уметност на невозможното да се постигне нешто, треба да го почитува вордингот кој што е така, но гледате ли нешто неприлично во вордингот од македонските власти? Немаме ништо неприлично, меѓутоа треба да, знаете, во дипломатијата треба да влезете во чевлите на вашиот соговорник. Ги знаеме бугарите какви се. Рековме дека имаат значи имаат професионална дипломатија, имаат обучени луѓе, говорам за Георги Георгиев. Еден висок интелектуалец, еден граден политичар од младинските структури со висок степен на обука. И сега вие имате еден таков човек со кој што треба да седнете утре да разговарате. Значи морате вие да имате во себе европски, зборувам за нашата македонска дипломатија. Оно што го говори премиерот, тој е застапник на владата, меѓутоа неговата порак, конечната верзија треба да биде пренесена преку македонската дипломатија, министерот, неговиот тим за кој што говореше Мисајловски. Тоа посебно ќе разговараме на таа тема. Значи поентата е дека тука треба да се прииде, значи еснавски, по стар македонски збор еснавски, со подготвени тези во кои што ние ќе се обидиме да уважиме легитимност на бугарските ставови околу нивното барање за влегување во устот на бугарите, но од наша страна исто така да ги овие трите работи кои што јас ги потенцирав, а кои што премиерот ги објасни убаво, но со еден дипломатски пристап кој што ќе значи оно што Македонија го правеше од 16 јануари 1992, кога Бугарија прва не призна, до 1 август 2017 година. Ние, значи, 25 години преговаравме со премолчени вистини. Значи, јас сум бил член на парламентот и министер сум одел и градоначалник кој што сум се збратанувал со бугарски општини и секогаш треба да имате чувство да знаете како да го избегнете, стапицата која ќе почнат бугарите. Што се случува, вие треба да вратите со исто така културно, внимателно, воздржано, да имате воздржаност, да кажете добро, тоа прашање нема да дискутираме сега. Дајте да видиме што можеме да направиме во делот на она вистинско продлабочување. Но сметате ли, не сметате ли дека сме дојдени до еден момент каде што и нема многу простор околу културна дипломатија, па веројатно мора малку и да се забрзаат работиве и нели да се седне со отворени карти на маса? Јас кажав на почетокот дека тоа е извонредна позиција, изградена како позиција. Сега останува стилот. Ова е веќе позиција која што вие треба да ја браните. Многу е важно на каков начин таа позиција ќе ја браните, како ќе искажете таа позиција. Умешноста на дипломатијата е во тоа. Иначе, јасно е дека македонските интереси прв пат после долго време штетноста на договорот е апсолутна. Значи, тука нема дилеми дека тој договор е избрзан,
Подпишан е само после 2 месеца по доаѓањето на власта, без никакви консултации со никакви експерти, ниту домашни, ниту оние што имало пред тоа десетици македонски влади кои што преговарале со Бугарија. Министри, тимови, дипломати, амбасадори, ниеден не беше консултиран. И наједнаш јас бев тогаш во Софија, дојдоа Димитров и Заев и го подпишаа договорот. Значи без никакви консултации. Така вие не бевте консултиран пред подпишувањето на тој договор? Апсолутно. Дури ни разговор околу таа тема. Дури не бев вклучен ни во техничките рунди. Значи што е многу штетно. Вие имате технички од друга страна беше еден врвен бугарски. Ке можевте ли да го промените или да го спречите доколку и ве? Сигурно дека немаше да дозволиме вакви случаи кај што вие ставате во преамбулата во став 9 дека ние имаме Бугарија и Македонија имаат заедничка историја. Кога ние сме Балкан на поделени идентитети од времето на Отоманската империја и сите ние имаме балканска историја. Барем тоа можеше да биде балканска историја. Имаме сите заедно и Грција, и Бугарија, и Албанија, и Србија, и Црна Гора, и Македонија, и Романија, сите ние имаме заедничка балканска историја како дел од Отоманската империја. И сега ако тоа го имавме вградено во тоа, ќе ни беше многу полесно, затоа што она што го каже господинот Мисајловски, многу е важно тоа да се потенцира и тука е и Србија истовремено како наш северен сосед. Веќе секоја година Романија, Бугарија, Грција и Србија, тие се членки на квадрилатерала, така наречена, 4 земји, кои што се состануваат на политички, економски и социјални теми. И така го направија гасоводот на Калотина, Србија, Бугарија, така го направија гасоводот од Турски ток помеѓу Романија и Бугарија под Дунав, така Грција и Бугарија градат магистралата, Струмската магистрала, така се прави од Александрополус течниот газ од платформата во Александрополус да доаѓа до Стара Загора. Значи тоа се проекти кои што на некој начин тие 4 земји се договарат без Македонија. Имаше идеја Македонија да биде барем придружен член на таа квадрилатерала. Да слушаме што се зборува. Оти гледате вие коридорот 8 веќе од страна од Драч преку Кук, Стропоја, преку Приштина, на Мердаре, па преку Ниш до Софија веќе е изграден. Така, зошто не сме дел? Па не сме дел затоа што тие 4 држави да дозволуваат. Тие се гледат својата... Ниту една од 4. Тие си гледат своите интереси, што е легитимно. Јас нема ние зошто да се жалиме, да бидеме секојаш на страна што се жали, треба офанзивно да кажеме, а каде? Во Европската унија. Кој е нашиот пат? Ние сме кандидат членка, кој што Марта Кос каже, кој што сме направиле огромен број реформи. Тажна приказна на Балкан. Не, тажна приказна, но тоа е веќе вториот дел. Првиот дел е дека сме биле шампиони во реформите. Да имаме толку многу усвоени регулативи и директиви од Европската унија што ни една друга држава, па дури и тие што се членки ги немаат се уште. Така, меѓутоа тоа не важи. Не е доволно системот, значи повторно доаѓа политички критериум. А политичкиот критериум го постави сега премиерот Мицкоски на право место. Дајте, нели владењето на правото е главното, дајте сега да ги средниме тоа преку Европскиот парламент со резолуција, потоа преку диалог на високо ниво со европските челници и потоа кај што ќе бидат и бугарскиот врв и македонскиот врв, премиерот, председателот, министерот за внатрешни работи, кај што ќе се дискутира министерот за одбрана, не и членка на НАТО сме ние со Бугарија. И во тој контекст ние ќе го разговараме тоа на еден таков начин кај што европјаните треба да ги омекнат ставовите на Бугарија и нас да ни помогнат во македонското општество да разбериме дека нас односот со Бугарија добрососедството ни е неопходно. Оти пазете, ние пред 2018 година, пред она што се случи декларацијата на БАН, декларацијата на Собранието бугарско, имавме однос и стигнавме до без малку 1 милиарда евра трговска размена со Бугарија. Стигнавме до тоа околу 1 милиарда и 300 луѓе, 500.000 македонци, ние сме 5-та земја по посета туристичка во Бугарија. Повеќе од Србија, повеќе од Унгарија, повеќе романците се пред нас и грците, но ние сме тука. Сега тука ако е така, ние преку тоа можеме, исто така Бугарија е важен партнер у првите 6 заедно со Европската унија кој што е на прво место, потоа доаѓаат соседите, нели Грција, Србија, Народна република Кина е тука и Бугарија. И затоа треба ние тоа да го градиме така, затоа велам дипломатијата е сега на потек, она што го изградено како позиција, да ја брани таа позиција со еден стил кој што ќе биде европски и со доближување. Уште еднаш ќе кажам, многу е важно афирмацијата на стратешкото партнерство со Соединетите американски држави и овој договор што сега се го потпишуваме со Голема Британија, оти видете,
Соединетите американски држави, Голема Британија и Комонвелтот се англосаксоните. Тоа се 500 милиона луѓе. Тоа се Голема Британија е шеста економија во свет. Соединетите американски држави се прва економија во свет. Тука е Канада, тука е Австралија, тука е Нов Зеланд. Сега вие кога имате стратешко партнерство со шеста економија во свет, тоа значи за вас застанува една голема сила. Тогаш веќе дипломатијата е друга. Тогаш, ако Голема Британија не е членка на Европската унија, преку ТТП, договорот за трансатлантско инвестиции и партнерство, трговија, Канада, британските фирми преку Канада влегуваат на европскиот заеднички пазар. Британските фирми се веќе во Македонија, Джонсон Мети. Сметате дека ќе имаме голем политички бенефит од ова стратешко партнерство со Велика Британија? И економски, а пред се инвестиционен бенефит, затоа што инвестицијата е вложување на акумулираниот капитал, сега странски, го немаме доволно домашен, во сегашноста со економска пресметка за добивка во иднината. И самиот процес на стратешко партнерство е политичка рамка. Потоа ќе следат договорите за заем, па ќе следат договорите за тендери и тука многу битно е што вие имате за себе грб. Знаете, ако вие сега се јавите како земја со рейтинг 3BB на берзата, евроврзницата ќе веќе најмалку 3 до 4% повисока каматна стапка. А во инвестицијата е најважно, бидејќи таа се пресметува на долг крок повратот, многу е важна каматната стапка за тоа што вие треба да ги пресметите бенефитите со дефлаторот кој што ќе калкулира и каматната стапка. Малку излеговме од темата, ајде да се навратиме, пак имаме време подоцна во емисијата да се навратиме и на овие теми. Господине Мисајловски, ајде да споменеме и онаа декларација која што денеска беше усвоена во Бугарското собрание, со документот категорично се отфрлаат какви било обиди за повторно преговарање и за обиколување на веќе постигнатите договори. Како гледате на ваквиот документ, што ќе значи, ќе отежни ли понатамошната комуникација меѓу двете држави и ќе влијае ли на извештајот за напредокот на Македонија, кој што се најавува, кој што ќе треба да биде разгледан од Европскиот парламент? Ќе направи ли штета? Не, пред тоа би се сакал да се дополнам со излагањето на господин Ѓорчев околу стратешкиот договор. Тоа е за нас пак од еден дипломатски аспект. Што добиеме ние со тоа? Што добија Велика Британија, што добиеме ние? Двете страни добијаат многу, а се поставува прашање зошто е тој договор подпишан баш сега во ова време. И за тоа имам една, да кажам, дипломатска варијанта, не основана со некои податоци, али со размислувања. Ни одговара на двете. Зашто на Велика Британија одговара? Европска унија е во ситуација на една конфузија. Тука станува збори и за превласт во Европската унија, кој сега ќе биде лидер на Европска унија. Макрон, мислам дека беше испушен, што се вика по жаргон, политичар, доваѓа Мерц, за кого не знаеме дека е голем атлантиста, али не знаеме како ќе се однесува во конкуренција со Франција, со Макрон до изборите, па кои ќе биде други. И имаат некој сега се во една липа ситуација да не можат многу да бидат активни на териториите на Западна Балкан. Тоа Англија го гледа, го вида, нивната служба тоа го знае. И смета овака. Сега е време ние да искористиме и да влеземе на Западни Балкан. Како малку они сметат, знаат дека се малку бламирани со учеството на Велика Британија во тие шарени револуции, посебно у Београд, а и кај нас 2016 година. И тој имидж сака да го поправат со тоа што сака да овој регион веќе се плашат да не падне тотално под влијание економско-финансиско на Кина. И руското влијание. И сакат да влезат овде, за секој случај е сакат ова територија, знаат дека е важна, еден ден ќе им потреба, можеби, за некои нивни идни планови кои се врзани не само за економска соработка. Нашата економска соработка со Британија не е мала, околу 2 милиарди и 100 милиона долари. Толку е, значи, они сакаат да многу јака компанија, Джонсон Мети, многу силна компанија. Да, многу. Значи, за тие компании
ти подобро знаеш за тие работи, али Британија сака да влезе, овој го сака овој простор, бидејќи очигледно дека Германија губи интерес да Германија беше определена од американските држави да она биде контролор на ово нестабилно подручје на Западниот Балкан, да ги дисциплинира, а во ствари не успеа ништо. Сметате дека таа улога сега ќе ја преземе Велика Британија? Па мислам дека она со ово задолжувањето, морам да кажем една работа која може малку позната. Уште Хенрих VII, британски цар, се залагал да државата да биде као трговска компанија. И во сите меѓународни договори кои он ги подпишувал, основна теза била трговината, бизнисот да се развива на корист на државата. Премиерот Камерон своевремено, Дејвид, исто у реформите кои ги правеше, се залагаше и за корпоративна влада, односно да има елементи на корпоративна влада. Значи, они застапните корпоративизмот. Да. Како виждаме. И тоа е исто многу значајно и овие пари што ни ги даваат. Рамка, како рамка, нели? Како рамка, тоа за нас е голема инекција. Да. И доказ, тоа е финансиски доказ, али и политички доказ е уште многу поголем. Дека ние фактички се определиме конечно кај припаѓаме, кај тежнееме. Стратешки партнери се Америка и Англија. И Комонвелтот. Да. Преку Англија. Ма колкото Трампова администрација со новите политики за даноци може да ги заоштри ситуацијата со Велика Британија, ама никогаш нема британските премиер-министри да се откажат од соработка со Америка. Тоа така ќе остане, тоа Атлантскиот сојуз ќе екзистира без голема, и нас тоа ни треба. Конечно добиваме и поени на тоа за спекулациите дека ние сме окренати преку Орбан кон Русија и такви спекулации што нормално не е точно, а со ова е уште поголем доказ дека ние одиме у тој правец. И договорот со стратешкиот договор со Велика Британија не е у колизија со нашата европска ориентација. Бидејќи Британија има и со Европска унија таков договор за соработка, посебно трговинска соработка. Сега ово прашањето... Ајде, околу прашања за усвоената декларација во бугарскиот парламент, како ќе влијае на... Која е декларација за бугарскиот парламент? Денеска имаат усвоено декларација едногласно со кое што отфрлаат било какви обиди за повторно преговарање на веќе постигнатите договори, односно договорот за добрососедство и оние протоколи кои што зборувавме. 30 пред Добро, како ќе влијае во понатамошните разговори и веројатно не случајно доаѓа сега, токму во деновиве во каде што се најавува дека во нацрт извештајот за напредокот на Македонија ќе биде во неколку наврати споменат македонскиот вековен идентитет. Тука бугарите исто покажуваат дипломатска вештина. Во вокабуларот на таа декларација повеќе се ослањаат на мислењето на нивните сојузници во Европска унија дека тие нема да гласат за резолуцијата. И нема план Б. Така. Тука ништо нема да се промени. Добро. Дали ајде околу декларацијата сметате дека е само за нивна внатрешна употреба или ќе има импликации или влијание и околу надворешната политика, па и околу односите Македонија-Бугарија и пред се околу гласање во ЕВЕ. Би требало да биде во јули за извештајот за напредокот на Македонија. Значи, кажавме дека бугарите имаат конзистентна политика 150 години кон Македонија. И тоа е вградено во нивното општество, во нивниот образовен систем, и тоа на некој начин е зацементирано и кај постарите генерации, и во времето на Живковизмот, и пред тоа во времето на цар Борис III и Фердинанд, и вие не можете наједнаш тоа да го промените. Значи, тоа се темели кои што се... Очекувана ли беше една таква декларација, деновиве? Апсолутно, на нашата иницијатива тие одговорат со против иницијатива. На нашата активност тие одговорат со нивна проактивност, кај што веднаш ги активираат Германија, Франција, пазете. Бугарија е сериозна држава. Со 106 милиарди евра бруто општествен производ. Ние имаме 15,4 милиарди евра. Бугарија има фабрики во кои што склопуваат делови на Airbus со милиарди соработка со Франција.
Да не говориме за германската лоза на бугарските цареви од кобуршките кнезови. Да не говориме за односите Меркел-Борисов. Тоа се цврсти темели и тие сега многу убаво господин Мисаловски го потенцираше тоа. Тие сега ќе работат со француските европретеници. Бугарија ќе лобираат исто ќе како лобира, што да не се лобираме усвои, и ние. да не се усвои. И ние се тоа ќе биде борба. И кој ќе провлада според вас? Еве, јас мислам дека ќе превлада ако веќе го почитуваме владењето на правото како врвен постулат на европскиот закон аки комунитар, тогаш ќе победи владењето на правото, ќе победи нашата македонска држава. Очекувате дека ќе имаме мнозинство, да. Но тешка битка ќе биде тоа. Ова што го прави Бугарија е подготовка за таа битка. Таа сега се укопува во ровови и прави декларација во собранието, нема да отстапиме, но што е слабоста на оваа декларација? Значи, ние бараме сега од Европска унија да биде арбитар за владењето на правото во Македонија и во Бугарија, да биде арбитар. Значи, зошто ние би го промениле уставот, кога промената на уставот не е дел од договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Тоа не е дел од договорот. Так. Ако веќе дискутираме за договорот, можеме да дискутираме, вие пазете, тој договор не е како договорот во Преспа. Имате член 13 став 2, кај што секој од страните, јас сум бил кај вас пред 3 години кога зборувавме, има право да предложи надградба на тој договор и во рок од 1 година другата страна има право да одговори дали се согласува. Например, ние може да кажеме, ако не успее ова иницијатива, втора фаза, велите креативно решение, да предложиме од преамбулата став 9 дека ние имаме заедничка историја да се избрише. Во писмена форма, образложено дипломатски. Да се избрише неравноправноста во делот на почитување на, рековме веќе, човековите права, пресудите во Страсбург. Кај што е Бугарија задолжена тоа да го прави. Зошто еве досега не сме го направиле тоа? Ба не го направивме затоа што сакаме да прикажеме дека ги почитуваме подпишаните договори, да им влеземе во тој дипломатски вординг и че да се обидиме низ европска иницијатива преку резолуција на Европскиот парламент, Европа да им укаже на бугарите дека нивниот